По вчерашниот прилог на 1 ТВ за инцидентот во заводот во Демир Капија, денеска во нашата редакција се јави сестрата на лицето кое доживеало несреќа. Милена живее во Англија, а во земјава доаѓа повремено. Во моментов, за нејзиниот брат се грижат родителите. Вели дека ова не е прв пат да се случи несреќа и дека после првиот пат побарале од директорката да се постави врата пред скалите, бидејќи лицето е со оштетен вид. Ово се дешава втор пат. На истото дете, истото оѓање, на истото место. Првиот пат се случи пред 3 месеци. Вие бевте во земјава тогаш? Да, од Англија си дојдов, јас пак си го земавме дома си го лекувавме, дома му ги вадевме конците и пак го вративме детето. Првиот пат кога се деси инцидентот, наистина с корисникот, ние кажавме: ова ќе го притрајаме. Те молиме, стави една врата на тоа место. Никој не преземаше мерки. Сакам малку да се обрне внимание на безбедноста. Директорката во нашата камера изјави дека корисникот на социјална услуга паднал сам следејќи ја музиката, но и дека за случајот е известена дисциплинската комисија. Веднаш по немилиот настан, откако му е пружена медицинска помош од страна на присутниот персонал медицински, повикан и матичниот лекар и на прашањето на корисникот како падна, свесен е дека сам паднал, следејќи ја музиката. Извршена е сутура од страна на матичниот лекар, известено е уредно семејството и додека траела интервенцијата на лекарот, биле во постојан контакт корисникот и семејството и нашиот социјален работник. Сестрата на корисникот на социјалната услуга вели дека е свесна за недостатокот на негуватели, но вели и дека тоа не е оправдување на системот за несреќите и за инцидентите кои постојано се повторуваат. Семејството било известено дека во тек се подготовки за преместување на корисниците во мали домови и очекуваат нивниот син што поскоро да биде преместен. Заводот во Демир Капија е една од најозлогласените институции во земјава, за која долги години се зборува дека условите се под човековото достоинство.